школа, тоа што го интересира. Сега зашто ќе биде оваа сесија денес, нешто ќе водам, прво тие што сте поише заинтересирани за нова марксистичка теорија и слично, ќе мора да се стрпите да го почекате Артан и другите. Ја од дека што ќе понудам е поише некој социолошки пресек. Темата која што ми ја предложи Артан беше односот помеѓу тој или партија, политички елити и општествени движења во ситуации слични како што е ситуацијата во Македонија, кога политичкиот систем се прекршува, системот е во криза, се бориме наводно за некаква форма на демократија, меѓутоа имаме некаква друга форма на хибриден систем кој што е номинално демократија и слично. Она што јас ќе ви го понудам денес, ги крстив малце еретички, темата, значи првата ствар што ќе дискутираме баш на некоја социолошка перспектива на политичка промена, особено со фокус на агенција, односно со фокус на актерите во политичката промена, а структурата која користиме, структурната анализа, може би како помошно средство понатака. Вториот еретички момент е што ќе се трудам да насочам дискусијата малку попрагматично. Значи, јас во овој дел нема многу да зборам за револуционерни решенија. Меѓутоа ќе гледаме да се рефлектираме преку примерот на Македонија, меѓутоа и преку и теориска и дискусија и други примери, што се случува во вакви ситуации на политичка неизвестност, транзициони влади и слично. На крајот имам спремено и као некои две сценарија за интерактивни вежби, кои што мислам ќе бидат доста корисни, доста интересни и интроспективно, а и можеби за создавање некоја нова визија и баш буквално креирање нови агенди и нови идеи за понатаму. Значи, политичка промена, кога дискутираме политичка промена, особено у политичка социологија и компаративна политика, во основа има две перспективи, две главни перспективи. И не ви навлегал сега у детали и автори и слично, меѓутоа двете идеи врз кои што ви дискутираме политичка промена, едната е врз основа на структура, структурни фактори и структурни промени, а другата е врз основа на агенција. Значи, кога збориме за структура, зборуваме за широкиот контекст, зборуваме за светски систем, за историско наследство, за географија, економија, култура, шеми, судбина. Веројатно тука може да се многу од марксистичките природи припаѓаат во структурните пристапи, меѓутоа не е секогаш така, со самата идеја за улогата на авангардата и активистичкиот напон што го има марксизмот и целата левичарска идеја, во голема мера се однесува на самата агенција и улогата на актерите. Значи, кога дискутираме за политичка промена од призма на агенција, кој што се фокусираме на улогата на актерите, нивните акции, нивните меѓусебни односи, дистрибуција на ресурси, зборуваме за интереси, преференции, вредности, зборуваме особено стратегии, тактики, калкулации, слично зборуваме за политички институции и така натаму. Како активисти мислам дека е многу важно да имаме предвид кога дискутираме за структура, кога дискутираме за агенција и како врамувањето на целата дискусија влијае кон нашето себеспознавање, испознавањето на сопствената улога во ситуацијата и нашата визија за сопственото делување понатаму. Значи, ако навлеземе премногу во структурни дискусии, тогаш веќе се ставаме во позиција да играме некоја однапред предвидена улога, каде што има некој ограничен простор за делување и ограничен простор за оставање некаква лична трага. И тоа, од друга страна, ако се фокусираме повеќе на перспективата agency, агенција, актери, тука веќе структурата ја користиме само како еден вид на насока, еден вид на контекст, меѓутоа најважен за општествениот исход е уделот на актерите. Значи, аналитичките моменти кога дискутираме за структура се контекстуализација, макрообјаснување, големи процеси,
Оно што го нарекуваме pet dependency, на македонски не знам сега како тоа адекватно се преведува, меѓутоа нели тоа е резонирање дека одредени процеси даваат одреден услов кој што понатака го условува развојот на настаните понатаму. И тоа за активистите мислам дека често пати може да е некоја генерално песимистичка визија. Значи, кога ќе почнеш да мислиш сега за структурата, географијата, историјата, колку тежи културата, едноставно се чувствуваш премал и оно што можеш да го направиш ти е веќе као незначајно и твојот удел, значи кога веќе приказната е одредена од сите овие големи, тешки приказни, твојот удел едноставно останува да биде многу незначителен. Е сега од другата страна, кога се фокусираме повеќе на агенција, основниот принцип е дека индивидуалните и колективните акции можат да ги компензираат и да ги надминат негативните околности. Например, кога збориме за борба за слобода, без оглед на тоа колку и да е негативна структурата, од пристапот кој што е agency centric, односно кој што се фокусира на агенција, ние можеме да изведеме некаква стратегија која што дури во најтешките услови би помогнала за некаков пробив и за некаква промена. Значи, многу е важно кога се фокусираме повеќе на агенција, ние особено не интересира ситуација на дисеквилибриум, односно ситуација на потрес. Оно што е, например, контекстот во Македонија во моментов. Дисбаланс на политичкиот систем, неизвестност. Тоа е еден краток период со голем набој. Мислам дека сите, особено активистите и политички свесните граѓани, тоа го осеќаат таа. Има и лични психолошки импликации. Односно тоа што се нарекува буквално ненормална ситуација. Тоа е ситуација на изместување на целата политичка слика. И со еден таков пристап ние можеме, како што реков, да имаме една оптимистички насочена анализа и оптимистички насочено стратешко делување. Значи, денеска ја повеќе ќе зборам од перспектива на агенција, сега го нели со помош на структурата. И ќе се како што беше дискутирано и со Артем, во контекст на ситуацијава, ќе се фокусира на два главни пристапи во оваа област. А тоа е пристапот кој што се фокусира на главните политички актери, тоа се политичките елити, односно ги смета елитите за главни политички актери и како носители на политичката промена. Потоа ќе дискутираме и повеќе акцент ќе ставиме на масовната мобилизација, односно општествените движења како носители на политичката промена. Сега пред да почнам, дали некој е запознаен со оваа дистинкција елити, движења, агенција, структура, дали некој има нешто да... Кога ќе се каже политички елити, што ви доаѓа? Високо котираните партиски функционери. Значи, зборам не само на партиските функционери, туку и на клиентелистите кои се инкорпорирани во високите круги на партиите, кои влијаат на промената, на циклусот на промената. Вториот дел, значи, како движењето, значи тоа кога промената би доаѓала од пониските слоеви во општеството, кои не се далеку од тие високо котирани елити. Значи, кој би бил критериумот да ги разделиме елитите од неелитите? Тоа што има некаква моќ да донесува одлуки, дали е тоа партиска елита, дали е административна, па дури и нивното идеолошко, морално водство, Миленковци, Станковци, Петковци или у таа фаза. Сите што можат да влијат на тие некои одлуки што имаат повеќе моќ од луѓето обични. Добро. Да, терминот елити особено почна да станува buzzword во Македонија последниот, иако и си има генеза, али мислам дека сега конкретно нашите анализи, особено анализите кои се прават од активистичките кругови, па и од левицата се фокусираат на елитите, затоа мислам дека е интересен концепт да го дискутираме. Имате, мислам, добар нюх и добро сваќање за што е тоа концептот елита. Значи, многу е важно кога дискутираме за политички елити во контекст на политичка промена и
елити како политичка агенција, да направиме дистинкција помеѓу аналитичкото значење на терминот елита и секојдневното употребување на терминот елита. Секојдневното употребување на терминот елита е баш буквално деполитизирано и особено нели у жолт печат и све може да се буквално му се дава некој турбофолк онакво значење. Додека во аналитичка социологија и во политички науки си има сосема концизно значење. Моќта е особено важен критериум. Значи, прво и основно, кога зборуваме за елита, збориме за релативно мала група луѓе. Значи, според емпириски истражувања, дури и во САД, што е голема земја, она што е елита која што има најголем пристап до моќ, до ресурси и влијае на носење одлуки е не поголема од неколку илјади луѓе. Значи има автори кои што викаат дека и во најголемата земја во светот, па дури ете и во Кина која што е милијарда и пол, оние кои што се вистински кои што имаат пристап до моќ и ресурси може да ги соберете вие во една голема спортска сала, например. И тоа се тие луѓе кои што собрани така заедно на едно место, или не мора да ги соберете на место, него кога ги идентификувате во општеството, тие се тие кои што имаат многу непропорционален пристап до моќ и ресурси. Значи тие имаат многу повеќе пристап до моќ и ресурси како целиот остаток од општеството заедно. Она што ги дефинира како актер, исто така нивното меѓусебно препознавање и нивното меѓусебно умрежување и нивните меѓусебни контакти, дури кога нивните интереси не се целосно конвергентни. Она што Пиер Бурдие го нарекува дистинкција. Тоа е така во контекст нели на транснационална некоја слика. Токму елитите се оние актери во општеството кои што се носители на процеси на поврзување и дифузија на норми, вредности, секако капитал, моќ и слично. Сонја имаше предлог како да ги дефинираме елитите. Во политичка наука нема консензус како да ги дефинираме елитите, меѓутоа има повеќе методи. Некој така по мејнстрим пристап е позициониот, односно институционалниот пристап кон дефинирање на политички елити. Тоа е пристап кој што нели ги зема баш високите ешалони на администрацијата, високите функционери во политичките партии, во другите нели овако делови од апаратот на политичка моќ, а од друга страна е репутацијскиот метод на дефиниција кој што подразбира дека политички елити се и луѓе кои што може да бидат сиви еминенции, кои што може би формално немаат одредена моќ, туку имаат некој влијание врз оние кои што имаат моќ. Значи постои дебата дали треба да се уклучат во политички елити, судски елити, армија, религиозни лидери и слично. Многу е битно да се каже дека и опозицијските политичари, и опозицијските политички функционери спаѓаат во таа група на елити. Значи, кога дискутираме елити као општествена агенција или као актери, ние дискутираме колективно, значи за целата таа група, затоа што дури опозиционите елити се дел од политичкиот надпревар и нивниот пристап до моќ, до ресурси, до медиумска изложеност, до капитал е многу поголем од оној на обичниот граѓанин. Сега во литературата има и интересна дебата за тоа дали постои нешто како што се особено во асиметрични режими, како авторитарни режими, хибридни режими, има контраелити, надоаѓачки елити, револуционери кои што потекнуваат од општествени движења и слично. И тука мене едно прашање кое што ми се јави, кога баш од солидарност имавме некој текст, некоја анализа која што ги критикуваше и која што го позиционираше солидарност наспроти политичките елити, имаше тука фидбек. Дечките беа либертаријанци и слично, и тоа рекоа нешто што ми остави впечаток и би сакал да го издискутирам со вас. Рекоа, дечки, извинете, ама
вас солидарност Ленка протестирам слично, толку ви има по медиуми, толку имате веќе некое влијание, што е глупо да пугате политику, а веќе вие се позиционирате како еден вид елити, кои што можеби наскоро ќе се такмичат на избори за моќ. Тоа имаш од либертаријанците? Па имаше таков коментар. Меѓутоа, според одредени теории, тоа може да биде, може да се земат. Например, Артан, Здравко, што знам, Дексо, се така малку поизложени ликови кои што сега за сега немаат моќ, меѓутоа имаат шанса за мобилизација, имаат медиумско, и ја да се ставам тоа група, не знам. Не види нескромно. Не е тоа дека не е така, види туку нашата перцепција не е тргната да речем, ние поише тргаме како поскромно, ние делуваме поише на улица, не скриеме дека претендираме да одиме на повисоко делување, значи на пошироко општествено ниво, ама овој коментар, значи од либертаријанци што се тотално идеолошки контра нас, ни беше зачудувачки да речем некако како тип на комплимент. Мене би ме делува како комплимент ова што го кажате. Што ни секогаш установите се против солидарност. Дексо е. Океј, добро за либертаријанците можем да разберам нивното тематизирање на елити за потреба од влијание, зашто се тројца пред се. На темата, ако не знам, според мене лично сега, не мора да е баш така, најточна дефиниција на елита би било некој што има доволно моќ економска, политички ресурси концентрирани кај себе да може да прави направи голема општествена, тоест не да направи голема општествена промена, туку да го контролира целото општество, да го контролира дискурсот. И без разлика и во ова време и пред еден век секогаш според мене важи оно дека мислите на владеачката класа се мисли на цело општество, така наречените елити од општествените движења се во подредена состојба, бидејќи тие секогаш го имат тој маргинален медиумски простор што ние од позиција на некаква општествена елита, на доаѓачка елита, се трудиме најрационално да го искористиме и мислам дека го пополнуваме тој простор најдобро што можеме. Сега има голема дискрепанца во дефиницијата на елита од активисти, елита на тие што стварно е водат државата и можат да го контролират општеството во целост. Затоа вие концепти тука ги спомнам дека има одредени анализи и такви термини, знаеш, кога има општествено движење, например, као што знам, во полска солидарност, и кога се издвојува, кога останува доволно голем предизвик за режимот, клучните активисти седнуваат на маса на иста линија со владачките елити. Тие веќе дебатираат и дистрибуција на моќ, креирање политики и слично. Така што, добро, ова мене ми е нешто интересно и за мене беше шокантно кога некој ме нарече ај ти што се буниш против елитите, веќе вие сте таму на некој исто рамниште, бар по некоја дистинкција од смисла на граѓанин кој што едноставно делува тука доле на теренот и некој кој што има нели повеќе експожер и повеќе можеби не моќ не моќ економски, не моќ на носење одлуки, но тоа моќ на влијание и особено моќ на формирање на дискурс. Така што може треба само мала интервенција. Може треба некоја структурна позиција да им се даде. Ако ти треба веќе таков критериум за да ги одредиш, кажи дека елити се тие што структурата ја контролираат, да има некоја структура, што пак и не е честно. Може би е попаметно да го гледаш целото како некоја рамка за врамување. Знаеш, он кога ти вика елита си до некаде има право и ти си дошол до некакви пристапи, па он се бори да дојде. Се не знам, тука социологија е тешка многу. Тоа е глава, не знам. Немано прашање, значи како што ги вратија само предходниот слайд. Значи како што предходно ги имаше поделено, значи видови на елити, да речеме војни структури, функционални, државни и така натаму. Ева, например, еднакво ми речат некое, значи тие што се спомнати, би рекла дека се, да речем, интелектуална елита. Но кога ги речат овие ново печеливе богаташи дека се елита, мене ми се повраќа. А тоа што го знам дека вчера имал вода во очите, а сега нешто он е елита. Дали треба да се постави некоја дефиниција, само дефиниција дека треба можеби уопшто зборот елита и таа структура која зафаќа елитата или да речем богаташката елита треба да има некој тип на традиција.
Не може оној мен вчера што ми бил опинок, сега да ми се кажува ако е богат да би оние елита, не е елита. Тоа е културно интерпретирање, меѓутоа ако има он капитал и ако има капитал и ако има нели одредени ресурси, онда ке елита. Сега прашањето нели кое што сенка особено нели кога го дискутираме на во левичарски контекст, чекај што правиме баш со бизнис елитите и со економските елити. Една од главните дебати на пропонентите нели на теорија на елити со марксистите е кој е побитен. Капиталистите или политичките елити? Кој ја има движечката улога во општеството? И тоа е прашање на кој што ја лично немам одговор, на кој што мислам дека нема некој консензус. За кој автор го цитираш, таков одговор ќе има. Меѓутоа, Јан Пакулски, тоа е австралиски теоретичар, кој што има можност да го запознавам, даде еден многу битен аргумент, кој што се однесуваше, например, на светската глобална криза и на бейл-аутот на големите банки во САД, кај што он рече, например, имаше момент кога банкарите дојдоа да молат за спас од државата. Така што, дали е финансиската мок побитна, дали е политичката мок во дефиниција на елити, кој сектор на елити е побитен. Тука околу интересно прашање, лете, околу тоа дали е побитна. Според мене во крајна линија тие политички елити својот маневарски простор им моќат црпат од економските елити, ете во контекстот што е побитно, да го замислиме ВМРО без Мијалков и без Овце Камчев. Тоест не мора персонификацијата да го замислиме ВМРО без некој толку мојкен кој ќе може да фрла пари да финансира пропаганда. Замислете колку би било по-немојкно тоа ВМРО без цел тој крупен капитал зад него. Ама дали ќе можеме тој капитал да го направиме Како би било обратно да го замислиме Мијалков без ВМРО? Значи ја мислам дека се взаедно не може да едни без други. Мијалков од 90-та година навака е милионер. Се слагам дека тој милиардер не е милионер. Не, милионер од 90-та, милиардер е скоро. Се слагам дека голем дел од неговото богатство е создаено со помош на политичката елита и интервенција од позиција на моќ. Ама тој бил доволно богат и пред неговите да дојдат на власт, така да тоа е има еден интересен податок во 2006 година за изборната кампања. Тоа е единствен пат досега во Македонија опозицијата да имала повеќе пари од власта тогаш. Тогаш ВМРО ДПМН имаше цела силна бизнис елита зад себе, Мијалков и не знам уште многу други. Имал руски пари. Домашни капиталисти еден тон што стоја за ВМРО. Со нивна голема помош тогаш ВМРО во 2006 дојде на власт баш со предлог за такви политики кои беа за корис на бизнес елитите и на економските елити. Така да, да се многу испреплетени, ама во крајна линија за да може успешно да владе, за да може да се донесе некако во позиција на мој, тој мора да има партија како ВМРО или партија од таков тип, мора да има некоја си силна економска елита. Таа е спрегата. Да, спрегата е таа. Меѓутоа, политичките се секако побитни земји пред 30 години како биле, секако биле побитни политичките. После имаш тачеризам, тие срања што се случуваат низ светов и они се повлекуваат, им даваат нели. А либертаријанците да, они секако тоа фино би им слушнали и тоа ни е представено денес како природно. Али е секако зашкрипеа банкарите, викаат пак на политичарите спасувајте. Така што дефинитивно се политички ги делиш, денешните популисти и левичари викаат дека сите се исти, дека заедно седат на маса да Прашање сепак е систем во прашање. Јас би рекол и ова за Македонија што спомнавте, за Мијалков или Груевски да има таму тие за тој капитал да може нешто да направи, не знам дали да ги донесе автобусите или не знам што, треба политичката моќ последователно, не знам, 5 години, 10 години да ги игнорира проблемите и да ги донесе граѓаните во ситуација каде што полесно би можеле да бидат изманипулирани, да бидат купени со работни места и да дојде до ситуација како што е сега. Значи, што и да разговараме, треба да се даде рамка и да се има јасна и терминолошка дистинција за што зборуваме. Дали кога зборуваме за елита, дали кога зборуваме за бизнисмени, и да не ги поедноставуваме нештата во прашање систем, спрега, не
Не Ти може. мислиш дека без структурна анализа не би можело да се... Јас мислам дека МУК не може да се одржи без да се има врска и со подземје, и со секоја сфера, и со економија, и со бизнис. Ако не контролираш се, троеш не си на власт. Добро, значи добро, таа е едно прашање кое што не може да се, мислам, се дебатира на широко политички, економски елити кои има поклучна улога, како функционира таа спрега. Anyway, да продолжиме понатака. Од перспектива на политичките елити, неминовна е врската помеѓу природата на односите внатре во политичките елити и изгледот на политичкиот систем во кој што функционираме. Значи, еден од класичните пристапи е на Хигли и Бертон, кои што разликуваат три типа на политички елити, значи кога зборам за политички елити, зборам на множеството власт и опозиција, и според нивните карактеристики тие разликуваат различни системи. Ова не е идеална секако теорија, и тоа е појдовна теорија во многу понатамошни анализи. Значи тие низ поголем дел од историјата, историскиот развој на општеството идентификуваат разединети елити, кои што се меѓусебно завојувани, и во таа ситуација има нестабилен поредок, кој што може да резултира или со пролонгирана нестабилност или со формирање на некаков авторитарен, историски монархизам, па понатака по некој авторитарен систем. Тоа е, значи, ситуација кога меѓу елитите нема некој ниво на комуникација, нема некој ниво на консензус и разбирање и слично. Они викаат за да се постигне стабилен некаков систем, мора да има обединување на елитите. Меѓутоа разликуваат два типа на обединување. Едното е идеолошко обединување, и тоа е типично за еднопартиските системи, например. Идеолошко обединета елита е елита која што креира една голема чадор структура, најчесто во форма на хегемонска партија, во која што комуникацијата, припаѓањето, поделбата на ресурсите и слично се одвива преку таа некоја идеолошка линија и идеолошка припадност. Од друга страна, наспроти нив тие говорат за консензуално обединета елита, и тоа во моментот кога се постигнува консензус меѓу елити со различно убедување, они викаат дека настанува услов за создавање на некаков демократски систем. При тоа, многу е важно, оваа перспектива не ја идеализира демократијата, значи избегнува она што го викаме демократизам, глорифицирање на парламентаризмот, мултипартизмот и слично, него вика дека тоа е едноставно решение кое што овозможува минимално стабилно функционирање на институциите без да ескалира во насилство и конфликт. Сега ова, особено кога ќе видиме во контекст на Македонија, мене оваа анализа стално ми мислам, одавна веќе ја имав таа хипотеза, а веќе во последните месеци се ми се потврда. Значи, ако земем политички елити, главните политички партии или нека по-традиционална типологија, мислам дека е евидентно дека во Македонија нема баш некакво обединување меѓу нив. Консензуално обединување. Дали има? Да. Може да има после 29, чака. Не, цело време. Цело време има? Според мене, да. Ако збораме за клучните насоки во кои што треба да се движи едно општество, без разлика на тоа дали, мислам, сите сме на став дека моментална гарнитура отишла со мозга, али околу пример дали постои разногласие кај политичките елити во Македонија по однос на насоката во која треба да се движи македонската економија, пример. Дали постои разногласие големо меѓу двете најголеми политички партии во Македонија? Добро, значи демократијата дефинирана како некое консензуално обединување на елитите е лишена нели од тој идеализам. И тука се збори за концепт демократија која можна дури и без демократија. Хипотезата е дека вие ако ставите две подеднакво авторитарни, севични, расипнички елити заедно,
ама ги затворите усоба и ги натерате да се договорат, тие ќе мора да најдат некаков систем со регулирани правила на игра, кој што ќе мора после тоа нели да биде да стане унифициран систем на општеството. И најдобрата иновација од тој тип на системи е нели парламентарната демократија. Во моменти на кризи, кога нели се наоѓаме во елитен конфликт, например, ако во Македонија моментов нема разединување, сигурно може да зборуваме за елитен конфликт, кој што не може да не е конфликт на разбирање, туку е конфликт на интереси. Тоа е друго од разединување. Да, добро да се слагам. Меѓутоа во вакви моменти консензусот, например, помеѓу елитите е второто најдобро решение, тоа што се вика и за едните и за другите. Во смисла не преовладува ни страната, ниту една од завојуваните страни, меѓутоа нели се доаѓа до решение кој што ќе им овозможува некое минимално функционирање. Секако некој најдобар идеален тип за такви консензуси нели случајот на Полска, случајот на Украина во 89 и слично. Меѓутоа мислам дека и Македонија се наоѓа пред некое слично такво решение со голема фуснота ако тоа што биде договорено биде имплементирано. Anyway, политичката промена од тој тип нели на преговарање на елити, на некакво формирање консензус и слично е многу битно нели да се потенцира како се разликува од структурните објаснувања. Значи кога се фокусираме ние на елити, кога дискутираме за елити и за нивните интереси и стратегии, ние зборуваме за човечки избор во основна и за човечка заслуга. Заслуга на група луѓе, за заслуга на поединци кои што нели преговараат, а не некоја структурно одредена судбина. Као главна варијабла, например, у целата теорија на елити и целата теорија на политичка промена, произлегува она филозофско вирту, као некој квалитет, сензибилитет за политика, лидерство и слично. При тоа масовната мобилизација во контекст на динамичка ситуација, како што е во Македонија, се смета за секундарна варијабла која што има за цел нели да поддржи позицијата на елитите. И во таа смисла, ако ние примениме теоријата на елити за конкретна ситуација во Македонија, така можеме да ги интерпретираме 17 и 18 мај како масовна мобилизација која што на крајот на денот беше искористена не за да придонесе, не беше самата по себе мобилизација која што придонесе за крупна општествена промена, меѓутоа беше мобилизација која што беше пратечки вокал, да речеме, на елитниот процес кој што се одвива на преговори и слично. Дали тоа резонира во вас? Декор беше. Според мене, масовната мобилизација на 17 и на 18 беше декор, ама неопходен декор за целата оваа ситуација. Не знам, многу луѓе кои што со тешко срце, мене пример некој лично да ми кажеше дека пред една година, лани во мај, некој да ми кажеше дека ќе одам на митинг на СДСМ и ќе го слушам заев, ќе му кажев, ќе се првен, ќе се насмеев и ќе му кажев дека е луд. Јас тоа го направив на 17 мај, не само јас, тука и многу други луѓе кои што се во слична позиција како мене. Че тука идеме до некој си потреба од прагматизам во конкретната ситуација и дека ете тој декор на 17 мај беше неопходен за да се долови некоја голема слика дека сепак во државата нешто не е окей, дека овде не е само опозиционата партија, туку дека има многу други луѓе, дека не има од сите етнички групи, мада на крајот од денот сите знаевме, барем не знам, јас знаев дека тоа ќе заврши како добар политички маркетинг, али беше неопходно. Говорят некој друг коментар? Мислам дека трагедијата во наводите ќе ја кажеме, ние што се појавивме на 17 мај, иако не сме ги бутели баш многу на заев, не е некоја голема грешка или не знам, флека на нас да речем, затоа што снагата и желбата на народот да се смени ситуацијата во земјата се покажуваше уште од
за првичните протести од февруари на студентите и сите други протести кои резултираа после нив и на средношколците и така натаму, и протестирам и несаканите инциденти на 5 мај, така што снагата на народот и желбата на народот мимо, настрана од активностите на СДСМ и тие протестот до 17 мај се покажа до 17 мај. Добро. Може ли да го замолам директорот на школата за плова? Да. Бокалче вака, нека да се ова е сечеш. сега на овој слайд една слика која што ја споделив на социјални мрежи пред некој време. А тоа е идентификување од таа баш некоја перспектива на елити на актерите при преговори, односно не преговори, него при одреден момент на дисеквилибриум, односно групите кои што се диференцираат на елитно ниво, во ситуација кога режимот е делегативен појасно. Значи, цела оваа коцка, и црвеното и зеленото, се елитите. Со црвена боја се означени оние кои што се елити на власт, а со зелена боја се означени елитите кои што се во опозиција и кои што се по природа нешто да се борат за власт. Со потемна нијанса се означени оние кои што застапуваат под цврста линија. На нивото на владачките елити тоа се така наречени hardliners, односно елити кои што едноставно не се спремни да прават оставки и кои што се спремни да дури и на цврсти агресивни, насилни сценарија за да зачуваат моќта. Со посветна нијанса одека се означени владеачки елити кои што ја гледаат опасноста од тој дисеквилибриум, ја гледаат надоаѓачката моќ на опозицијската елита. Евентуално тука некаде од оваа перспектива во структурата и грасрутс мобилизација или некакво политичко движење. Значи ја гледаат они опасноста, го гледаат притисокот и се спремни, нели, да зафатат некоја поумерена позиција. Слично е поделбата и кај опозицијата. Значи со потемна нијанса се опозиционери кои што едноставно не се спремни да прават компромис со владеачката елита и кои што нели се спремни на сценарио багер, сечење глави и слично. Од оваа страна со посветла нијанса се означени опозицијски елити кои што колку и да не се задоволни од ситуацијата, колку и да се желни за промена, тие се спремни тоа да го направат по некој помирен, поумерен пат. И тие ги викаме реформисти. Сега мене многу ми е интересно што во Македонија ние во моментов као да не можеме да идентификуваме, особено на нивото на политички елити, кој каде припаѓа, кој во кој кам припаѓа. Кој е хардлайнер, кој е за компромис. Она што е моја лична анализа, и денеска баш у фокус имам текст на таа тема, која што малце се плашам да кажам долго време да не имам погрешно сватено, особено нели во со притисоците кои што настана кон нели солидарност конкретно за некои критички ставови. Поише би се занимавал со анатомијата на опозицијата и за потребите на оваа анализа дури би регрутирал некои од движењава тука што ги имаме. Ликови да за пополнување нели на диаграмов од елитна перспектива. Значи имаме ситуација која имаме преговори. Значи преговорите во принцип се решение кое што произлегува од стратегијата на овие што се со светла нијанса. Значи овие што се пофлексибилни од власта, овие што се пофлексибилни од опозицијата, се тргаат на страна, викаат чекајте да се договориме некаков прелаз да направиме. Значи улогите не се фиксно одредени, може некој хардлайнер со само до тоа што ќе искочи на преговори веќе да ја омекне позицијата и слично и кај опозицијата. Од друга страна, ние што останува оваа потемна, по-силна, по-изразита страна,
тие се едноставно не се желни за компромис и тие застапуваат максималистички позиции, односно тие што се хардлайнери на власт, тие застапуваат позиција нема промени, па макар требало ние и да преземеме насилно решение, додека овие што се револуционерите од опозицијата застапуваат став од типот не правиме никаков компромис, него треба со багери, со бомби и со оружје ќе ја земеме власт. Дали некој може да онака од прилика некако да идентификува кој каде припаѓа, употребувајќи оваа нека теоретска рамка, се надам добро вест. На некој би се обил, храбра. Кажи ти да се... На ниво на елити мислам дека немаш хардлайнер. Нема храбра. Не. Ја имам таков впечат. Ако ги гледаш на ниво на елити. Се пак што е елита, дека и овие што се лидерстваат, чим седнале, чим попуштаат, гледаме дека попуштаат од први позиции, значи се за договор, за некакво решение, не сакаат да се тепаат на улица, затоа што досега, затоа оние ја кочаа работата, рецимо, 5 мај кога можеше да иде насилство и втор ден и трет ден, некако мисля не ќе да преземе таа одговорност. Не ќе, мисля. И кидат на договор, дефинитивно. Ја барам хардлайнери не гледам. Сега зависи што се елити, дали се тука не знам дел од медиумиве. Еве за потребите на анализата ќе ставиме и медиуми, ќе ставиме и цивилно општество и активисти. Тогаш да ги лупаме во елити. Сите кои што имаат некаков глас, значи не пристап, пошто е ситуација на дисеквилибриум, више не знаеме што е мок, што не е, што е ресурс, што не е, едноставно сите кои што имаат глас во јавниот дискурс. Тоа се елити. За потребите на оваа анализа конкретно. Една мала ментална гимнастика. Што битно е што ние кога разликуваме хардлайнер, револуционер, тоест од реформатор, треба да ни е битно што е референтната точка. Значи, Спремност на компромис. ама во однос на која е целта на борбата? Дали е целта на борбата суштествена општествена промена или е целта на борбата паѓање на оваа гарнитура за која што сите ќе се согласиме дека треба да падни, али прашањето е денот после, day after. Е сега ако можеме да поставиме за референтната точка да ни е суштествена општествена промена, тоест хардлайнери се сите што сакат целокупно да сменат систем, да сменат вредности без разлика кој е на власт, а реформисти се тие, тоест реформатори или не знам, може има и посоодветен израз, се тие кои што би правеле компромиси со цел клучните поставки на системот да се задржат горе-долу такви какви што се сега. Сега ако збораме на ниво на дневна политика, најголем хардлайнер на кој што може да ми текне моментално е Геровски, нема поголем од него. Мислам, би дошло тие што сакат по секоја цена да падни ВМРО од власт и тие што сакат некако да преговарат. Ако збораме, ако референтна точка ни е само некакво си голо преземање на власт. Да појаснам само, тука не збориме, значи ова е преспредител што онака девојто леди олучи. Во моментов тука не е битно суштински или не суштински промени, во моментов е излегување од дисеквилибриум. Значи постигнување на некакво решение кое што ќе ја мрдне ситуацијата напред. Овие што се спремни на компромис, тие се спремни на компромис со цел да се направи исчеп, затоа што во моментот на конфликт системот, општеството се закочени. Додека овие другиве со потребна боја што се, нив не им смета дисеквилибриум, дури би го ескалирале дисеквилибриумот, со цел да ги максимизираат својата позиција, односно да го стават противникот у ќош. Ја мислам дека моето мислење многу се измеша работите во Македонија со тој 17 мај и со хибридизацијата на цивилно општество со партија. Затоа што по природа на нештата луѓето од цивилно општество, а особено активисти и особено новинари кои што имаат нека оштрица и хирови и можеби и некакви материјални интереси, сега да не навлегуваме, они се по природа на нештата имаат слобода, да речеме, да бидат и порадикални во своите ставови. Од друга страна, политички елити, особено кога ги седнеш на маса, они таму влагаат, тоа што го рече Љупчо, да се споводат.
Никој таму, значи Заев не влегува во таа соба за да го уапси Груевски или со магично стапче да му ги земе моките. И Груевски исто не влага во таа соба да го задави или уапси Заев. Иако меѓусебно нели претходно зборува зачине. Од друга страна и самата реторика која ќе употребува не е кондусив на компромис, затоа ние малце може тешко да ги сватиме баш нив како компромисерите, нели? И за мене тоа е една, што знам, ја го нарекувам проблем да се одигра собствената улога во ситуацијава и она веројатно тука бизарно некој дури би се сложил со европските дипломати кои викаат lack of leadership capacity и слично. Затоа што мислам бизарно е со некој да преговара за компромиса, меѓусебно да заговараш апсење и оцрнување со најтешки зборови. И тука мислам дека ние како социјално движење, например, понатака ќе дојдеме до таа перспектива, една од грешките што ги направивме, што ги прифативме здраво за готово преговорите, особено со такви незрели политички елити кои што ги имаме, кои што очигледно не сакаат да отстапат од своите максималистички ставови, од друга страна пак не им стиска целосно да идат за нивно исполнување, а се обидуваат да употребат методи кои што не им се свойствени на такви ставови. Значи ти ако имаш максималистички став, ако Груевски го нарекуваш диктатор, можеш да преговараш с него. Ако го нарекуваш ти Заев криминалец, предавник, почист, сично немаш да преговараш. Така што ова е има и у теорија и вакви ситуации типологизирани, кој што реков тоа вирту, квалитет е многу битна варијабла. Квалитет на лидерство. И ова се нарекува лош пакт, лош сојуз, неодржлив сојуз, нестабилен сојуз, пропаднат консензус или слично. Така што ова не е многу оптимистичко сценарио, али нема веза, затоа ќе дојдеме до по... Да прашам само нешто, каде јас не гледам дека ова модел на нашава ситуација, затоа што не го вклучува меѓународниот фактор. Кај нас многу работи, не разбирам дали ова теоретски некој модел или треба да зборуваме конкретно за Македонија. Ако зборуваме за Македонија, кај нас многу работи се случија после настанот во Куманово, едноставно се поставија некои граници преку кои не може да помине ни Груевски, ни Заев. Значи тоа е олеснуван процес. До масовната мобилизација ќе дојме за него по слайд. Ова беше нели дискутираме разлика на перспектива на политички елити и партии и перспектива на општествени движења. Anyway, ова е последен слайд, тука чекај, кога треба да правим пауза? 10 минути. За не па таму нешто, овој слайд и не па мало дискусија, па може пауза да правим. 10 минути. За пауза, па да правим пауза, така? Да, па после дискусија. Не, после уште многу слайди. Добро, зашто 11:32, а у 11:45 ќе ви остават кафе да. Добро. Ова е еден вид сега на друга матрица, теоретска од перспектива на елити и партии, која што у предвид ги зима пак, не знам дали доволно се гледа, у предвид ги зима распределот на ресурси помеѓу елитите и нивната преференца за стратегија. Само да покажеме, ако не се гледа оно, од оваа страна е распределата на ресурси, ова е горе-доле подеднаква распределба на ресурси помеѓу власт и опозиција, а ова е асиметрична дистрибуција на ресурси. А ова е преференца за стратегија на конфронтација и на употреба на сила. А ова е преференца за стратегија на соработка и компромис. И сега на база на ова, сега го после тоа се надградува со други варијабли, меѓутоа оваа матрица се користи да се предвиди политички исход од одредена ситуација, кога имаме судар на елити. Значи, ако имаме рамномерна распределба на ресурси, а помеѓу политичките елити преовладува преференца за директна конфронтација по дури употреба на сила, имаме баш она што се нарекува војна секој против секого. И тоа е ситуација на општествен конфликт, кој што нели може понатака да ескалира и во цивилен судар.
ако имаме асиметрична дистрибуција на ресурси и преференца за насилно, односно за конфронтирачко решавање на проблемите, имаме ситуација на победникот зема све, односно таа елита, владеачка елита по правило, пошто има акумулирано сите ресурси, има можност да ја збрише опозицијата и се околу неја. Ако имаме рамномерна дистрибуција на ресурси во ситуација кога има повеќе преференца и поисплатливо е да се прави компромис, тогаш веќе имаме одредено поставување на некакви правила за битката, која што понатака води до институционализација и до некакво одржливо, нели, демократско решение. А дека имаме асиметрична дистрибуција на ресурсите и преференца за соработка, имаме тоа што се нарекува политички картел, односно кооптирање на послабиот актер од страна на посилниот, по услови на посилниот. Јасно е? Треба нешто појасно. Како, прашањето ми е како ова се аплицирало во Македонија? Долната десна доле. Картел. Да, имаш неравномерна распределба на ресурсите, власта ги контролира сите искористувајќи тука државни ресурси. Они впрочем и затоа се борат, нели, да се воспостават некакви правила за како тие ресурси ќе се стават во некоја рамка, нема се злоупотребуваат на начин на кој што се злоупотребуваат. Вамаров знаеме дека победува на избори, како ќе му трепети на Груевски 2 дена, 3 дена пред избори. Он каже ќе тепаме 150-130.000, тотално ги контролира ресурсите. И од друга страна, они не сакаат да не се толку моќни ВМРО да да ги дотепат. Тоа се виде. Не може не дотепа, до сега не дотепаше. Ќе скочеше на улица, значи сепак ќе иде повеќе на соработка и на ниво на елити гледаш како и целата работа се случи, уште Влајков збореше пред 3 месеци, 6 министра ќе се договорат и у принцип кон тоа иде вака на некое ниво така ќе се договорат. Значи ќе се собере некаков картел, ќе ја поделат власта и ќе се договорат правила како да се искочи на избори. Тоа е тоа. Значи имавме некоја ситуација на, веројатно претходно беше по-конфронтирачка. Слава беше 24 септември беше winner takes all, се чини. Ем ги изчука, ништо не им направија, тоа ли папир им фрли и тоа е тоа. Значи сега прајдемо фаза на картел. Картел и војна сега против секој, за разлика од другите две се нестабилни решенија. Кога имаме winner takes all, тоа е нефер, и тоа е стабилно решение, во смисла не може да се очекува политичка промена. Картел е решение кое што носи одредена доза неизвестност. Меѓутоа, мене интересува, што за вас значи концептот политички картел? Дали ви е познат? Картел економија, кој ќе се договарат фирми да и манипулираат правилата на игра во своја корист. И коалициите? Да го рушат пазарот. Имаме на Пилинденска 2 политички картел. Во нивната во која владеачката коалиција. Затоа што они во се имаат поделено, значи буквално на пазарот во Македонија, политичкиот или економскиот, се знае кој ги држи институциите во рака, а кој ги држи тендерите во рака. Да. Така што имаме идеална форма, ќе би рекле бугарите, идеална форма на политички картел во Македонија. Сега во тој картел веројатно много можно да влезе и опозицијската партија. Никакве посакувано решение тоа горе. Struggle according to the rules, да се направат некакви правила и они викаат дека тоа затоа они ќе влезат у картел, затоа што ќе има некаква влада кај што ќе седнат луѓе, за тоа што гледаме и по медиуми што се шушка и што кажале заед, кој што го дал Господ све. Него и они сакаат да идат, а тоа ми одговара на сите. Мислам тоа е некоја горе зрела либерална демократија. Имаш правила, имаш некоја држава што е слепа и да дава простор да се тепаме со идеи, со под некои прилично нели под еднакви ресурси. За тука прашањето ми е нас како општествени движења сега за потребите на оваа анализа да се исклучиме од светот на елитите и да останеме нели тука негде доле у периферијата на општествениот систем. Нас како активисти, кој исход ни одговара највеќе и што треба да правиме за исто? Основно ние имаме политички и економски дуопол. Ние имаме политички и економски дуопол.
А ако збориме, ја морам вака да станам, не гледам ништо, многу ми е бледо и матко. Дојди понапред. Зборот е тоа што за тој политички дуопол и кој има консеквентна форми на картел, ако влезе Заев, тогаш двете дуополски партии морат нешто да се откажат. Значи мора да се откажат од теренот кој го владеат. Кој ќе се откаже од економскиот дел, кој ќе се од дел, да речеме една осмина, и кој ќе се откаже од политичкиот дел во поглед на контролата на институциите. И колку е прашање колкав интересот нивен на тој дуопол и тој картел да се откажат барем од минимална една точка владеачка што ја држи во своите раце. Да, сега тука ја би повикал на малце пореволуционерно и можда по-марксистичко размислување. Дали нас би ни одговарало, например, ова не е идеална либерална демократија, ова е институционален компромис кој што дава можност за понатамошен развој на некаква парламентарна демократија со некакви правила. Значи ова, кога викам, некакви минимално функционални, значи да нема убивање на избори, да нема крадење, да нема присила, едноставно да се редуцираат клиенталистички механизми, слично да биде нешто како што било можеби ранее пред 10 години. Меѓутоа, дали нас како активисти, особено од перспектива на левица, не одговара такво нешто? Дали можда за нас е подобро нестабилно решение, особено од типот на картел, кај што они ќе се пикнат до коалиција, ќе се соочуваат нели со меѓусебните натегања, ние ќе можеме, ќе имаме бришан простор да мобилизираме се она што ќе биде разочарано од тој картел, пошто ова е многу разочарувачко решение за обичниот граѓанин. Веројатно ќе се има голема шанса да се случи. Тоа ќе се случи други, што друго ќе се случи? Пошто е сега малце да размишляме и вон оваа матрица. За нови општествени актери, особено нови движења, нови структури, нови, да речеме, нови политички субјекти у форма на партии. Која е војна со еднаква дистрибуција на ресурси е многу опасно да излезеш, да искачаш на теренот, затоа што се наоѓаш баш меѓу два огна, кај што секој пука на секој кој што му го загрозува теренот. Кога е winner takes all сценарио, немаш едноставно услови да излезе, затоа што тој што има доминантната позиција во општеството, како што беше до пред некој време со Груевски, и како што е во многу авторитарни или хибридни системи, едноставно загушен е просторот и ти се случува со мал милион обструкции и со една психолошка состојба на немоќ. Значи, ние сега од дека прагматично гледано, како левица, што има желба за некаков пробив на општествената сцена, и ќе се соочиме веројатно со ова, со картел, и тоа е со преговорите, со се до тоа, се стишува моментот на репресија во општеството и вакви кооперативни сценарија се многу поморни. Меѓутоа, ете, ја фрлам, кога не мора сега да го одговориме тоа, може понатака во некоја дискусија или што ни одговара нас повеќе? Регулирање, односно супер компромис помеѓу СДСМ и ВМРО, сега ова е малку безобразно поставување на прашање. Дали нас не одговара идеално решение како што би сакале сите, или баш не одговара некој вакво зезнато решение кај што ќе можеме... Не е толку прашањето што ни одговара, што е поверојатно да се деси. Мене лично поверојатно, то картелското ми е поверојатно да се деси отколку некој си идеално решение, така да топката иди навак. Имам едно друго прашање, дилема што ми се, што ако ќе има картел, сега збориме за краткорочно, 6 месеци, наредно ќе направат картел, 10 кој ќе трае. И после тоа ВМРО победи. У која точка ќе завршиме? Ќе се одржи картелот? Не. Северна и Јужна Кореја. На Балканот. Не знам, ајде, ова нека биде за кафе пауза, да го прочекоривме времето, али Тоа што нека биде инспирација за втори дел, кај што ќе збориме повеќе за